Позиција за Луис Хамилтон во изворедно тешки и влажни услови. Второ место за Макс Верстапен и трето место за Карлос Саинц, која потврдува добрата форма на Мекларен. Останете по интрото, следува комплетниот осврт на денешните квалификации. И добро дојавте уште еднаш во новото издание на Формула на македонски. Мощни интересни квалификации за втората трка од оваа сезона во Формула 1. Најпрвин одложени некои 40 на минути поради обилните врнежи на дожд, меѓутоа како што дождот стивна, така се даде и зелено светло да започне првата квалификацијска сесија. Се одвиваше мощно интересно како што се сужеше патеката, односно гумите за екстремни услови имаат капацитет да отстрануваат и до 60 литра вода во минута, така да како поминуваат сите болиди по истата тркачка линија, така и се сушеше одреден дел од патеката, така и времињата паѓаат. Меѓутоа дефинитивно во тој прв карамбол највеќе изгуби Серхио Перес, водачот на Racing Point, кој со розевиот Мерцедес ветуваше дека втор викенд поред ќе имаат можеби шанса за добар резултат. Ништо не е готово, ќе видиме што ќе се случи на утрешната трка. Секако болидите тука на Алфа Ромео и Грожан, кој со едно извртување не успеа да постави компетитивно време, би рекол разочарување на денот. Повторно Ферари на овие квалификации 10 и 11 место. Фетел успеа да се бротне во Q3, меѓутоа Чарлс Леклерк не успеа на крај да го подобри своето време. И да дојдам до главното, Луис Хамилтон едноставно со уште една потврда зашто е повеќе кратен светски шампион, зашто е моментално еден од најдобрите возачи во светот, ако не и најдобар. Неговата форма на дожд од секогаш била посебна, наликува во некои моменти на Михаел Шумахер како управуваше со болидите на дожд, така да навистина уште еднаш докажа дека на дожд во тешки услови, променливи услови е еден од најдобрите возачи на денешницата. Макс Верстапен имаше добра шанса да го поправи своето време, меѓутоа при влезот во самиот свиок, во последниот свиок пред стартот на целата рамнина, го ја загуби контролата над својот болид. Имаше еден болид пред него кој малку му присмета, можеби и ја наруши аеродинамиката на неговиот болид со тој трансфер во десно и потоа малку повеќе газ од потребното или малку повеќе болидот на влажната површина наместо на идеалната тркачка линија, и доволно е во вакви услови да изгубите контролата врз болидот. И Карлос Саинц уште еднаш ја потврди одличната форма на Мекларен од почетокот на оваа сезона. Очигледно е дека пакетот на Мекларен одговара на оваа А1 ринг патека. Валтери Ботас четврти со Мерцедес, Естебан Окон, одлично издание на Естебан Окон по неговото враќање во Формула 1 со пето време. Алекс Албон се мачеше цели квалификации со неговиот Red Bull, се гледа дека е на ивицата на перформансите, мала неконтрола и веднаш болидот се извртува. Пиер Гасли одлично освежување, 7 место. Даниел Рикјардо со Рено 8, Ландо Норис 9, иако се квалификуваше 6, утре ќе стартува 9, бидејќи има казна од 3 места поради тоа што не почитуваше жолто знаме на вториот тренинг во петокот. И Себастијан Фетел со Ферари ја комплетира десетката. Што е интересно пред утрешната трка е фактот дека секој возач може да избере на која гума сака да стартува, доколку е суво, доколку утре нема дожд, а верувам дека ќе биде така. Тогаш имаме на вистина една мистерија, дали некој ќе се одлучи да стартува со средна компонента медиум па доди на хард, дали некој ќе ризикува на почетокот да оди со меки па потоа да се префрли на хард. Значи сега сите возачи, бидејќи квалификациите се извозени на гуми за дожд, сите водачи имаат слободен избор на плевматици и не заборавете, имаат голем избор на нечепнати нови плевматици, бидејќи квалификациите се возеа стрикно со гуми за дожд, со на екстрем варијанта, така да утре ќе биде многу интересно 5 минути пред трка да видиме кој за каква стратегија се одлучил, кој ќе оди на посигурна варијанта, кој ќе ризикува малку повеќе.
Одлични ги имаме сите одлични предуслови за уште една фасцинатна трка. Очигледно Айден Ринг е таква типна трка која секогаш ќе следат интересни моменти и добри дуели. Останете со каналот Формула на македонски. Ве молам во коментар ваше мислење за денешните квалификации, дали Хамилтон со оваа пол позиција уште еднаш докажа дека од овој состав е најдобриот пилот на дожд, а утре се гледаме повторно после самата трка. Ви благодарам уште еднаш и поздрав!